Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во училница на час по математика за прво оделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготин. Наставна содржина за овој час: парови броеви чиј збир е 6 и 7. Што ќе научиш? Ќе умееш да ги откриеш паровите броеви чиј збир е 6. Ќе умееш да ги откриеш паровите броеви чиј збир е 7 и ќе знаеш да ги поврзуваш броевите со количество. На овој час ќе се запознаеме со домашните животни на Јана и на Јани, кои живеат на фарма. Тие секојдневно се грижат за нив. Но тие имале еден математички проблем. Требало со помош на нивните домашни животни да ги откријат паровите броеви чиј збир е 6 и 7. И затоа и овој час го нареков математичка фарма. Главни ликови во овој час ќе ни бидат животните на Јана и на Јани. Прасето Палавко, јагнето Белка, кравичката Шаренка, кончето Дорчо, кокошките и пиленцата, мачето Сивко и кучето Авко. И сега на почеток да ги изброиме колку вкупно животни има на фармата на Јана и на Јани. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така, ученици, на фармата на Јани и на Јана има вкупно 12 домашни животни. За да научиме кои парови броеви даваат збир 6 и 7, најнапред ќе повториме за паровите на броеви чиј збир е 2, 3, 4 и 5. Па да почнеме. Парови броеви чиј збир е 2. Едно конче плюс 1 е еднакво на 2. И 2 кончиња плюс ниту едно конче е еднакво на 2. Вака изгледа куќичката на паровите броеви чиј збир е 2. 0 и 2, 1 и 1, 2 и 0. Продолжуваме понатаму. Парови броеви чиј збир е 3. 2 кравички плюс 1 е еднакво на 3. 3 кравички плюс ниту 1 е еднакво на 3. И паровите броеви во куќичката изгледаат на следниот начин. 0 и 3, 1 и 2, 2 и 1 и 3 и 0. Парови броеви чиј збир е 4, едно јагненце плюс 3 јагненца, тоа е еднакво на 4 јагненца. 2 јагненца плюс 2 јагненца е еднакво на 4 јагненца. И само 4 јагненца без ниту едно другарче плюс, тоа е еднакво на повторно 4. Куќичката на бројот 4 изгледа вака. Парови броеви што даваат збир 4. 0 и 4, 1 и 3, 2 и 2, 3 и 1 и 4 плюс 0. И не останува уште да ги разгледаме паровите броеви чиј збир е 5. Едно маченце плюс 4 маченца е еднакво на 5 маченца. 2 мачиња плюс 3 е еднакво на 5. И 5 мачиња плюс ниту едно другарче маче, значи 0 во ова кругче, тоа е еднакво на 5 мачиња. Како што кажав, овој час ќе се запознаеме со паровите броеви чиј збир е 6. Во првиот круг немаме ниту едно кученце, а во вториот круг имаме 1, 2, 3,
4, 5, 6 кученца. Како ова ќе го запишеме како броен израз? 0, бидејќи тука немаме ниту едно, плюс 6 е еднакво на 6. Еве и во кучичката тоа како ќе изгледа. Доколку ги промениме местата на овие два круга, 6 кученца дојдат први, а овој празен круг на ова место, тоа ќе се запише како 6 плюс 0. Но она што е важно, дека збирот нема да се смени ако тие си ги променат местата. Одиме понатаму. Овој броен израз 1 плюс 5 е еднакво на 6. Како ќе го представиме со кученцата? Во првиот круг, првото множество, имаме едно кученце. Во вториот круг 1, 2, 3, 4, 5. 1 плюс 5 е еднакво на 6. Доколку се ги променат местата, ќе биде 5 плюс 1 и повторно ќе биде 6. Значи можеме да заклучиме, ученици, дека доколку собироците се ги променат местата, збирот не се менува. Следен пар на броеви, чиј збир е 6, се во првиот круг, првото множество, имаме 2 кученца, во вториот имаме 4. Овде под првиот круг запишуваме 2, зашто имаме 2. Плюс, го користиме знакот плюс, 4, тоа е еднакво на 6 кученца. Во кучичката тоа би било на следниот начин. 2 плюс 4 или 4 плюс 2, доколку се ги променат местата, тогаш тоа го дава збирот 6. Следниот пар на броеви, во првиот круг имаме 1, 2, 3, 3 кученца. А во вториот круг исто така имаме 3 кученца. Дали овде можеме да ги промениме местата на овие две множества? Па не, така е, ученици, затоа што имаат еднаков број на количество и на едната и на другата страна. Тоа се запишува како броен израз вака. 3 плюс 3 е еднакво на 6. Во кучичката и таму го запишавме. И сега продолжуваме понатаму со паровите броеви, чиј збир е 7. Во првиот круг немаме ништо, немаме ниту едно палавче, едно прасенце, а во вториот круг имаме вкупно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 палавковци, 7 прасења. Тоа како се запишува? Што ме ова празно? Тука ставаме 0, плюс 7 прасења, тоа е пак повторно вкупно 7. Во кутичката тоа се запишува на следниот начин. Доколку си ги променат местата, дојдат прасењата во првиот круг, а ова празен круг дојде тука, тогаш тоа ќе се запиши како 7 плюс 0, но збирот никако нема да се промени. Вториот пар на броеви, во првиот круг имаме едно прасенце, а во вториот круг имаме 6 прасења. Како броен израз се запишува 1 плюс 6 е еднакво на 7. Во кучичката на бројот 7, вака ги запишуваме. 1 плюс 6 е еднакво на 7 и 6 плюс 1 е еднакво на 7, доколку си ги променат местата. Прасењата, 6 прасења дојдат овде, а едното прасе тука, тогаш тоа се запишува како броен израз 6 плюс 7. Следниот пар на броеви, во првиот круг имаме 2 прасења, а во вториот имаме 5 прасенца. Тоа како се запишува? 2 плюс 5 е еднакво на 7. Како броен израз се запишува на овој начин. Доколку се ги променат местата, прасењата, тогаш 5 прасења ќе дојдат први и ќе запишеме 5, а 2 прасења ќе дојдат втори, ќе биде запишано како 5 плюс 2 е еднакво на 7. Имаме 1, 2, 3 прасења во првиот круг и 4 прасења во вториот круг. Како броен израз го запишуваме на овој начин. 3 плюс 4 е еднакво на 7. Ако се ги променат местата, ќе биде
4 плюс 3 ќе дојдат првите 4 прасиња напред, а 3 тука и збирот нема да се промени, ќе остане ист. И со ова ги завршивме и паровите броеви, чиј збир е 7. А сега да провериме што научивме. Ке имаме едно тркало, како што гледате, со цел да дознаеме дали ги запамтивме паровите броеви, чиј збир е 6. Играта се вика дополни до 6. Во овој дел овде ги имаме броевите кои што си го бараат своето другарче, односно парот со кој што прават збир 6. Значи, доколку имате потреба, сопрете го видеото, размислете, одговорите и потоа повторно пуштете го видеото. Значи, другарче на 5 е 1. Доколку вака одговоривте, вашиот одговор е точен. 5 плюс 1 е еднакво на 6. 3 плюс 3 е еднакво на 6. Следниот пар е 1 плюс 5 еднакво на 6. 2 плюс 4 е следниот пар, кој што ни дава збир 6. 6 плюс 0, исто така пар. Другарчето на бројот 4 е 2, значи 2 плюс 4 е еднакво на 6. И 0 плюс 6 е еднакво на 6. Ги гледате долу аплаузите, тоа значи дека доколку на овој начин ја завршивте оваа активност, вие заслужувате аплауз. И сега да го потполниме и ова тркало со дополнување до збирот 7. Ги наоѓаме другарите на овие броеви кои што даваат збир 7. Тие си ги бараат своите парови, своите другарчиња, па да му помогнеме да ги најде. Ајде, за бројот 7, 7 плюс кој број ни дава збир 7? Така е, 0. 7 плюс 0 е еднакво на 7. Ајде да видиме овде. 5 плюс 2 е еднакво на 7. 3 плюс 4 е еднакво на 7. 1 плюс 6 е еднакво на 7. 2 плюс 5 е еднакво на 7. Така е, следниот пар на броеви чиј збир е 7 е 7 плюс 0 е еднакво на 7. 3 плюс 4 е еднакво на 7. Следното другарче, кој што дава збир 7 со бројот 6 е 1. 1 плюс 6 е еднакво на 7. И вака уште еднаш да ги повториме. Значи, 7 плюс 0 е еднакво на 7. 5 плюс 2 е еднакво на 7. 3 плюс 4 е еднакво на 7. 1 плюс 6 е еднакво на 7. 2 плюс 5 е еднакво на 7. 0 плюс 7 е еднакво на 7. 4 плюс 3 е еднакво на 7. И 6 плюс 1 е еднакво на 7. Значи, колку парови броеви прават збир 7? Ајде да изброиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пара на броеви чиј збир е 7. Следи аплауз и за оваа игра, за дополнување до бројот 7. И на крај од овој час да видиме, имаме задача. Нацртај ги двете кучички во тетратката по математика и напиши ги паровите броеви во секоја од нив. Проверете го своето знаење, значи дали ги запамтивме кои се паровите броеви чиј збир е 6 и збир 7. Се надевам дека овој час ви беше интересен и дека ги научивте паровите броеви што даваат збир 6 и 7. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.